каде можете да ги добиете бенефитите. Овој настан е доста работа меѓу Мајбол и Лајконет. И би сакал да го искористам да направиме дистинкција што е Мајбол, што е Лајконет. Верувам дека многумина знаат, меѓутоа никогаш не е лошо да се повторат некои работи. Мајбол е лојална програма за трговци и потрошувачи. Тоа е кор бизнисот. Лајконет од друга страна е маркетинг компанија која што функционира на основ на нетворк маркетинг, на мрежен маркетинг и има ексклузивно право да ги продава производите на Мајбол, како и да ја шири мрежата на потрошувачи и на трговци. Секако, еден член на Мајбол може да се регистрира самоволно, може да се регистрира и без препорака, може да се регистрира и преку трговски партнер. Меѓутоа, најдобрата препорака е кога доаѓа од мрежата на Лајконет. Впрочем, податок во Македонија веќе броиме над 300.000 регистрирани потрошувачи и ете, моја честа да кажам дека над 90% тие 300.000 потрошувачи припаѓаат на вашите мрежи, што сте тука присутни, ве моламе да направите за сите вас. Това значи дека мрежата на Лајконет во Македонија успешно има завршена својата работа, односно започнала својата работа, далеку е завршена. 300.000 е само мал дел, понатако претенција дека објасниме низ примери што и како. Меѓутоа, битно е да се знаат овие две работи и која е симбиозата меѓу овие две компании, дека Мајбол ги користи услугите на Лајконет, а Лајконет за своите маркетери, кои што се независни предприемачи и се во договорено со Лајконет, преку транспарентно објавен компензацијски план, има право на заработки. Сите документи, комплетната документација и на Мајбол и на Лајконет е транспарентно поставено на интернет страницата и секој да може да ја прочита, и треба да ја прочита, задолжително да ја прочита, бидејќи кога прифаќате да бидете член или од купурната заедница, односно од лојалната програма, или од Лајконет, кликнувате таму на копче дека сте ги прочитале, разбрале и прифатиле пунктите успоки. Тие се таму за вас да ги прочитате, тие се таму за вашите нови потрошувачи да ги читаат истите. Во нив е се транспарентно напишано, тоа не се општи услови и договори како лиценци за софтвер со 150 страни и фонд 6, туку се концизни 5 до 6 страни, може 10 страни е дека меѓутоа се читко напишани и се таму поставени со цел да бидат прочитани, разбрани. Доколку имате било какви прашања поврзани со договорот, со општите услови, со компензацијскиот план, канцеларијата секогаш ви стои на располагање за да може да ги добиете правилната и точна информација. Ова е многу важна работа. После 20 години постоење на база од глобална, Мајбол е избрана за најдобрата лојална програма во Соединетите Американски држави. Ова е еден контрааргумент за сите оние што зборат дека ова е бизнис за брзи и лесни пари, дека преку ноќ на луѓе им се ветуваат пари, а на нас 20 години не требаше да заедуваме ова. Дали е тоа брзо и лесно? Сигурно дека не. Нашата компанија никогаш не пропагирала брзи и лесни пари. Такво нешто не постои. Секој еден кој што мисли дека е оваа платформа за брзи и лесни пари го грешил бизнисот. Напротив, ние сме тука да обстанеме, обстојуваме веќе 12 години и најмалку што толку планираме да бидеме овдека. Препознајте го потенцијалот кај луѓето дали сакаат да трчат маратон со нас. Ако сакаат да трчаат шпринтови, ако сакаат да трчаат трки на 100 метри, заблагодарете се, меѓутоа овој бизнис не е за нив, треба да се пробат во некои други бизнеси. Ние сме легитимна компанија, 12 години веќе постои во државата, како и секоја друга компанија се пројдени сите можни контроли и тоа е нормално, тоа е работата на институциите, меѓутоа еве гледате до ден денес сме транспарентни, работиме со сите
и функционира како што треба согласно општите услови договори кои што се направени согласно со законите на Република Македонија. Нашата мисија е многу едноставна и уникатна. На нашите потрошувачи сакаме на сите нивни купувања да им донесеме пари назад, односно заштета. Од другата страна, партнерите кои што ги нудат тие предности, им нудиме платформа за зголемување на бројот на главни потрошувачи, но им нудиме исто така платформа за зголемување на нивниот промет. На крај, нашата компанија корпорацијски има за цел да го направи патешествието на секој еден потрошувач да биде безпрекорно, за да може своите предности ги добива на сите своји секојдневни купувања. Скенен го. Кој тука искористи дека скенен го барем еднаш? Добре, не се сите. Скенен го е револуција во главната програма на Microsoft. Пред да се појави скенен го, постоја предизвици поврзани со човечки фактор. Ми побара картичка, не ми побара картичка, апликацијата не ми ја признаваат, не ја признаваат. Се тоа проблеми некои што се префрла од година во година и веќе 12 години тие обстојува, меѓутоа со тек на време ги кинуваме. Одлучивме компанијата, поготово со короната, со пандемијата, и стана како катализатор за промени, па видовме дека технологијата е толку напредотидена да веќе човечкиот фактор не игра никаква улога. Влеговме во процес на автоматизација, преку скенен го, нешто што веќе сите го правиме кога скенираме сметки за повратно денене, дополнително уште еднаш преку апликацијата ќе скенирате катерности партнери што се на скенен го и вашите предности ќе бидат евидентирани без никаков застој на касите, без никакво објаснување со продавачите. Комплетно автоматизирана процедура. Како е процедурата? Сите треба на апликацијата да одобрат геолокација. Зашто? Затоа што трговецот подесува до која дистанца може автоматски да се одобруваат, преку таа дистанца мора врачно да се одобруваат купувањата. Тоа е со цел заштита од било какви малверзации. Се одбира партнерот, користиме OCR софтвер за препознавање на објекти, односно за препознавање на бројки и букви. Ја добивате вашата сметка, проверувате дали е се во ред, потврдувате шопинг поините ви се на ваше конто, кешбекот првиот момент кога трговскиот партнер ќе подмири фактурата за вашето плаќање. Многу едноставно и за објаснување, едноставно и за користење. Мораме да сватиме дека паметните телефони, смартфоните се веќе дел од нашата секојдневија, апликациите се дел од нашата секојдневија и така и ќе остане. Затоа да искористиме максимално технологијата, да можеме нашите мрежи на потрошувачи да им вратиме што е можно повеќе кешбек и да го направиме нивното купување што е можно по-безпрекорно. Microsoft партнершип. Дали имаме трговски партнери тука присутни? Добро, одлично. Microsoft партнершип доби своја нова верзија, non-stop се апдейтира. Со Microsoft партнершип трговецот за релативно символична сума, доколку не добија код, а тоа ќе збориме и подоцна, за релативно символична сума од 399 евра добива лојална програма која што само техничкото решение да го изработи би коштало неколку илјади евра, каде е дистрибуција на истата, каде е маркетинг за истата. Тоа се поголеми трошоци од техничкиот дел на изработка на апликацијата или на комплетната лојална програма. Преку нас, веќе само во Македонија има на дланка 300.000 потрошувачи, но нашата лојална програма е интернационална, па така и странци со нашата лојална програма кога доаѓа, кога пазаруваат таму, се добиваат предности, а нашите трговски партнери евидентираат промет од лојалната програма од подписаните потрошувачи. Тоа, например, најчесто се случува во летната сезона, каде што бележиме јавење во канцеларијата
статистики дека се зголемува бројот на купувачи од странство, дали не користат како транзит до други држави, дали кај нас доаѓаат летниот одмор, меѓутоа функционира. Алатка, многу моќна алатка е кешбек дел, која што трговецот треба да ја користи периодично, би рекла јас. Нека биде една-два пати, една до две недели во месецот, каде што на потрошувачите им дава дополнителен попуст, со тоа им дава можност на сите потрошувачи кои што имаат веќе акумулирано шопинг поени, да ги претворат во дополнителен кешбек. Тоа е одлична алата која што нив не ги чини ништо дополнително, освен ако самите не сакаат да додадат уште некој процент 2-3 плюс, што ќе важи само во тој период, а тие ќе се здобиат со нови лојални потрошувачи. Што е клучно за еден трговски партнер да биде успешен во лојалната програма на MyWorld? Порано беше дека треба касиерот да праша дали имате картичка апликација, дали сте член на MyWorld. Сега веќе нема потреба од тоа. Сега треба единствено да го сака да се испечати А4 формат, рекламниот А4 формат, како што стои дека на ова место има скененго, дека е трговски партнер на MyWorld, но најбитно се е толку е на скененго еднаш на степи 3 дена да ги проверува трансакциите на неговиот профил и да ги одобрува сите кои што се надвор од критериумите за автоматско одобрување. Тоа е една работа и втора работа, најважната работа, лојалноста ќе ја изградат само овој пат кога ќе бидат редовни со подмирување на фактурите за посредничка провизија која настанала од пазарувања остварени кај нив. Само на тој начин лојалноста се гради. Лојалноста е двосмерна. Потрошувачите доаѓаат таму, меѓутоа за возврат очекуваат брз поврат на нивните предности. Доколку има тука по-старо мрчат маркетери, доколку има маркетери кои што не реферираме го, потенцирајте го, бидете во контакт со трговските партнери кои што ги имате регистрирано. Многу е важно ова да го знаат. Ова е важно за комплетниот тек кој што сега после ќе го објаснам зашто и на вас би било голямо значење. На трговците имат аргумент за понудител. 1% маркетинг бонус на сите купување од главни купините од главни потрошувачи, што не ги регистрираме. Тоа до сега ниједна лојална програма не го нуди, поготово не ако земат сами да си ја прави. Имав една ексклузивна вест, ама веќе по разговорот со луѓето од дека свати дека не е веќе ексклузива, иако пред 2 дена во мрежниот маркетинг, а поготово лајкове, вестите се шират побрзо од корона. Значи, джабе мислам ја дека ексклузива, тоа дека сите го знаат дури и пред мене. Секој маркетер што ќе регистрира трговец со бесплатен код добива до 1% провизија од сев купениот промет направен од сите потрошувачи на MyWorld кај тој трговски партнер. Ме молам за ова ќе биде специјално. Дали имаме уште бесплатни кодови? Кој има бесплатни кодови уште? Од утре знаете што треба да правите. Од утре знаете што треба да правите. Дополнително, ако на некој сте подариле код, ќе добиете 0,5% провизија од сев купниот промет. И маркетери, и потрошувачи, сите што пазаруваат кај тој трговец. Значи не само негови главни потрошувачи, сите потрошувачи што пазаруваат таму. Ова е game changer, ова е многу важна работа, поготово за оние што се фокусирани на работа со фирми. Не сека сака да работи мрежа, не сека може да работи мрежа маркетинг, меѓутоа има луѓе што се добри со фирми и ова е идеално за нив. И сакам на кратко исто така да проговориме и за Академија.
Ова се пакети на шопинг поени. Зошто се битни? Затоа што ова се продукти кои што на маркетерите им даваат стимул и поттик да ја шират мрежата на лојални потрошувачи. Кога купувате еден пакет, не купувате акции. Акции компанијата не продава. Никогаш не продавала акции. Акции се знае како се купуваат и како се продаваат, тоа е јасно утврдено со законска регулатива. Вие купувате шопинг поени. Дополнително на шопинг поените добивате бесплатни кодови за регистрација на компании, бесплатни клучеви за медија. Денеска за медија нема да збориме многу. Тој е проект што веќе функционира во Италија. Мислам дека некои од нас не знаат какви проекти податоци од таму, ја не ги изборува уште, јас медија би сакал да се фокусирам, вака стигна кај нас од државата, се надевам дека оваа парите се којка ќе биде. И тоа што можеме да збориме што и како, меѓутоа во главно во кратки црти, тоа е еволуција во маркетингов, каде што бе Андроид Бокс така нарече, поврзан на вашите телевизори, додека ги гледате секој дневните програми што ги гледате секако. Од време на време ќе се појави во рамка реклама и за секој гледање вие добивате поврат на средства. Доколку купите некој производ, што е поентата на медија Бокс, значи не е само да пуштите на 6 телевизори и да добат реклами цело време, значи за да имаат рекламите што ви се рекламираат таму бенефит, треба исто така да ја користите платформата и за купување на тие производи што ќе бидат таму. И на тие производи ќе добиете и кешбек и шопинг поени. Клучно. Да збориме сакам големиот пакет, страшниот пакет. Пакетот чини 194.000 денари. За 194.000 денари вие добивате 780 шопинг поени. Тоа го купувате. Тоа стои на фактура. Тоа стои на фактура со денари изразен. Компанијата за тоа плаќа денари на државата, редовно го плаќа денари на државата, редовно се регистрира своите давачки. 780 шопинг поена. Вие сте независни предприемачи. Секој ден од вас треба сам да си ја направи пресметката, да извади апликацијата и да види колку е средниот процент на кешбек, толку е и средниот процент на шопинг поени што се регишира. Да ви кажем една приказна поврзана со ова. Не е приказна ситуација. Дојде во канцеларија пред известен период, господин маркетер, не го знаете, лично не го познавам, вика, состав сакаше, вика, јас пред 6 години купив, вика, ваучери за попуст, вика, што со тие пари, кај се, кај отидов? Викам, господине, ние не сме регистрирани на Кајмански острови, ние сме регистрирани во Република Македонија. Ние не сме банка да ви чуваме пари, ние сме ви продали на вас ваучери за попуст. Сте влегнали во вашиот профил некојаш? Еднаш, два пати, во 6 години. Ајде, како да го уклучиме профилот. Уклучуваме профилот, си стои износот на ваучери за попуст, кој што треба да се ги регишира човек. И добро, вика, што вика сега? Викам, добро, дали сте вие лојален потрошувач? Не. Добро, викам, знаете кои се двете основни карактеристики и функции на лојален маркетер? Но не знам, вика, ја ви уплатив пари. Не, вика. Вие сте прво лојален потрошувач, имате дневен метод на користење на предностите на мајлот, на секојдневни купувања, и второ, немате обврска, но која е логиката инаку, треба да ширите мрежа на лојални потрошувачи, маркетери и трговци. Дали имате правилното? Го нема правилно ни тоа, ни тоа. Добро, викам, окей, ред. Ајде, викам да направим, викаме на сценарија сега, што пропуштите вие овие 6 години. Може би телефони да ведете да рачунате, ова е веќе пресметана математика. Викам, 6 години, да си го работите тоа што го работите вие секој дневно. Никој не ви се мешава на тама работа. Еднаш во денот, бесплатно, да зачинете барем еден потрошувач.
барем еден потрошувач. Бесплатно. Вие денеска, кога дојдовте кај мене, ќе имавте мрежа на лојални потрошувачи, значи не лајконет, не ништо, само потрошувачи. 2200. 6 по 360, 2200. Да сте посветиле внимание, само на 20%, помалку од пола, значи 20% само да сте посветиле внимание, вие ќе сте имале 450 лојални потрошувачи кои што сите своји купувања или добар дел од своји купувања ќе ги вршат преку платформата на MyBot. Што значи тоа? Тоа значи во просечни број кај нас лојален потрошувач троши околу 500 евра во кај нашите трговци. Па викам, направете сега пресметка 450 по 500 евра, колку е тоа? Добро, вика, ова е околу 220.000 евра. Е така, 220.000 евра месечно. Е сега викам, најдете колку е просечниот процент на шопинг поинт за Рикеш, видете на таа математика со 220.000 евра од прилика месечен промет и ќе ви искочи дека вие на 3 месеци, на секој 3 месеци, ќе рикеширате во целост 780.000 шопинг поинт. Што повеќе од тоа да кажам? И господинот вика, не знам, вика, ме оставите вика да збореве, и ја вика, толку е, вика, 300.000, вика, регистрирано више нема никакој. Викам, извинете, ние не сме ни Сан Марино, не сме ни Андорас. По последниот попис, 1.800.000 има, од тие, вика, се полнолетни, повеќе од пола, викам. Сигурно имат уште 300.000 нови. Дали, викам, ја контаминиравте средината околу вас, ја закадивте со ова нечи, ова е лош. Не ме, вика, воопшто, со никој не се спорил. Значи, викам, вие од денеска може да го почнете овој план. Од денеска можете барем еден да заштенувате потрошувач бесплатно. Можете и два, можете и тројца. А вместо 6 години ќе бидат 3 години, а вместо 3 години ќе бидат 2 години. Меѓутоа, нема да случи преку ноќ. Нема да биде лесно. Но тоа е калкулацијата, тоа е математиката. Јас викам визионер не сум. Еви вас ви кажувам, јас не можам да бидам визионер со тој дел од мозокот на скарање. Јас немам ни имагинација, ни фантазија. Јас сум добар со бројки. Бројките ми го кажуваат потенцијалот. Визија не можам на од некој да купам, не можам да му продам на некој визија. Едноставно така функционира. Меѓутоа, бројките и потенцијалот го кажуваат тоа. Наше, односно ваше, дали вие тоа те го ставите во погон. И сега, кога знаете дека ќе добивате 1% од сите купувања направени кај трговскиот партнер, направете пресметка 12 трговски партнери колку промет треба да направат за 1% да ви врати сума од 190.000 евра. Заборавете го, ова башка се. Само за ова збориме, со новоста дека за 1% ќе добива секој маркетер што ќе внесе трговци, докако би од промет. Поедноставно не било никогаш. Но едноставно и лесно се две различни работи. Да не ме понетува. Едноставно е за објаснување, но не е лесно за да се постигне. Ќе се кажат тука луѓе сега ќе ви кажат они дали е лесно. Јас кога се работев во фирмата, пред мене на биро беше флајерот за регистрација, тогаш беше флајер за регистрација на господинот Зоран Митанов. Зоги, тука ли си, не те видов? Тука сум. Тука си. Ајде, поздрав за Зоги, еден аплауз. Која е број беше Зоги? 2395. 2395. Ја кога се работев, изборена визија ќе биде вака, така, викам, добро, викам, окей. Бесплатно ли е? Бесплатно е. Што добиват? Тоа добиват. Окей, викам, ова ќе се зголеми, сигурно, викам, за 10 години на 100.000. Епа, не отиде на 100.000, отиде на 300.000. Само на Македонија. Така да,
треба сите да донесеме одлука. Не е одлуката, кога ги скочите од тука, не е одлуката да купите пакет. Не е тоа одлуката, никогаш не било. Одлуката е дека вие ќе започнете да градите мрежа на лојални потрошувачи. А ова е само логична последица на таа одлука. Меѓутоа, немојте да носите одлука, ќе купам утре пакет. Не е тоа одлуката. Веруете. Ако ја носите таа одлука, не треба. Затоа што не сте спремни на тоа што треба да го направите. Некој жртвува многу, меѓутоа за тоа и тоа успешен. Некој дига рака на петото не и почнува да спори по луѓе дека ова нече. Тоа е човечко особина, тоа не можеме да бегаме од тоа. И тоа е рисикот на мрежниот маркетинг што сите сме го прифатили. Меѓутоа, ни треба да не обесхрабрува, ни треба да не деморализира. Зашто? Затоа што ние веќе 12 години постоиме тука и 12 години сме докажале на пазарот, референцани са најдобрите фирмите кои што соработуваме, дека нашата лојална програма функционира одлично. Дали има тука во салава луѓе што имаат 2000 потрошувачи во своите мрежи? Да могат клиента рака. Одлично. Дали има со 1000? Одлично. Кај се и рекол 50% завршена работа. Вие треба сега можете да регистрирате нови потрошувачи. Ја би ви препорачал да се вратите веќе кај вашите мрежи, што вие ги имате регистрирани кај потрошувачи. Пренесете ги емоцијата, пренесете ги новостите. Вие на секој момент можете да му заштедите 500.200 евра месечно согласно потрошувачката кошничка од Завод за статистика. Значи, ова не се бројки на памет. Видете колку е потрошувачката кошничка, видете колку се процентите и на кешбекот, и на шопинг поините, кои што низ кешбек дилови се враќаат во форма на кешна трансакцијска сметка и вие доаѓате до сума 500.200 евра. Тоа е основата на платформата, тоа е суштината, тоа од секогаш било и од секогаш ќе биде. Се друго е спорадично, се друго е привремено. Не трчате кон привремен успех, гледате да изградите стабилна мрежа на потрошувачи, што ќе води со стабилен приход кон вас. Имам некои бројки добиени од Лајконет, кои што би сакал да ви ги сообщам тука. 2022 година, пост-пандемиска година да ја речеме, со сите, хајде да речем, предизвици со нелојална конкуренција, со сите, со целиот скоп на настани, успеавме, односно маркетерите, успеа да изгенерираат вкупна провизија од над 1.300.000 евра. Само за ваква маркетерите во Македонија да мога да на тоа. На тој износ, Лајконет компанијата што е регистрирана во Македонија уплати данок во државата. Дали е тоа лоша фирма? Само во месец јануари и февруари, ваа година, кои што се традиционално слаби месеци, За шопинг. 800 маркетери има добиено 1170 исплати, распределени, дополнителен приход. Тоа се 800 фамилии кои во јануари и февруари добира дополнителен приход во ова време на економска криза и на неизвестност. Дали е тоа лоша компанија? Фала Богу дека не. Тоа се 800 фамилии со дополнителен приход. Тоа е многу важно. А со овие промени, знам дека бројот ќе се зголеми неколкократно. Тоа е целта, тоа е поентата. Дали на вас изгледа тоцна или рано, тоа е важно. Меѓутоа, имате нови 300.000 од денеска што чека да ја добијат информацијата од вас, дека можат да ги насочат сите своји купувања кај трговските партнери на Мајлов и при тоа да заштедат 500.200 евра годишно на сите своји купувања.
Тоа е убав износ, кој што ќе покрие може би годишен одмор, кој што ќе покрие некои други трошоци, а ништо дополнително не се бара од нив да не потрошате денар повеќе од тоа што веќе трошите. Ве молам, имајте ова на увид, овој аргумент е најсилен и овој е единствениот аргумент кој што ви треба ако сакате да следите стратегијата на регистрација на одделни потрошувачи и од нив да направите одделни потрошувачи. Тоа е клучно. 7 и 8 јули оваа година, мислам дека сите знаете ли оваа сала? Велтинс арена, најголемиот настан за мрежа маркетинг во Европа. Напрашам колку од вас беа во Краков во септември, дали може да станете? Благодарам, седнете. Пред Краков кој настан беше исто? Велтинс. Кој беше тука на прекудниот настан на Луам нека стане? Се намали бројот, добре. Пред Германија, кој беше настан? Кој беше на првиот настан во Краков нека стане? Добро. Пред Краков што беше? Седете се сите. Пред Краков што беше? Прага. Во Прага колку луѓе бе? Станете едно. Може да седнете сите? Торино. Торино колку луѓе бе? Една рака се бројат. Богдана кариера 6. Зоран кариера 8. Ани кариера 5. Аркен кариера 8. Славе кариера 7. Гледате што потесен е кругот и луѓето кои што биле на тие настани. Марко кариера 7, извини Марко. Значи, гледате дека успешните овој бизнес ги следат сите настани, исто треба да го направите и вие. Ајде да видиме кратко видео што не чека оваа година. Да ја поканите вашата мрежа таму за да видат визијата. Јас визијата не можам да ви ја дадам, меѓутоа визијата ваму ќе ја знаете сите. Дали си ти имаме карти, кој има карти купена? Сите што имате раце доле, во најбрзо можно време, доколку сакате да бидете успешни во овој бизнес, набавете карти, краток е периодот, лета времето, јули да го каде, треба и логистика да се смисли и се. Немојте да купите време што наредната недела набавите карти, консултирате се со вашиот аплайн, мораме да го посетите. Ако ние сме од тека сега 1000 луѓе, ако секој нас донесе по 10, што би рекол Марио Димовски, тоа се 10.000 луѓе, па само една трибина цела ќе биде со нас, а огромна е Велтинс арена. Да не го пропуштиме моментот. Доаѓаме сега до моментот да ги наградиме најуспешните. И сега да ги поканам Зоран и Аркен, како кариера 8 и лидери на овие мрежи, да дојдат тука. Ајде. Ова се
луѓето кои што едната година успеа во рок од 12 месеци да потврдат за прв пат од кариерни од 4 па нагоре. Знаеме дека новото правило е кариерни подароци следуваат само ако што има толку многу кариери од 1, 2 и 3. Подароци следуваат само за потврдено кариерно ниво од 4 па нагоре во рок од 12 месеци. Повеќе луѓе го направија тоа, кај нас моментално сега ќе ги поканиме тие кои што ни пријавија присуство. Доста од другите кои што не се тука, веќе работат во своите мрежи надвор државата. Ми јавија дека Александар Пиштерски е тука, тука е Александар или не е тука? Тука. Може најкако ќе ви ја даде Бедрана Незовна, Бедрана најкако ќе ви ја даде играна и вежда ќе имате во Белград. Ако сакаш, можеш да споделиш на кратко. Инаку Александар е кариера 5, работа во Србија.